Почитувани, го следите новото издание на Fair Play на крајот од една тешка седмица за нас. Издание во кое имаме тема што веројатно во едни поинакви услови ќе значеше многу поголема радост за нас, односно ќе имавме поголемо право да ја се израдуваме, но секако незината важност останува да биде огромна за македонското општество, односно се разбира за македонскиот спорт. Кралицата на спортовите, атлетиката, во последните неколку години во Македонија го има Дарио Ивановски, маратонецот, кој веќе 9 години успева да ги помести границите кога се во прашање националните успеси во оваа дисциплина. На маратонот во Валенсија, кој се одржа неделава, Ивановски постави нов национален рекорд со време 2:11:53 и со тоа за цели 7 минути го подобри досегашниот рекорд кој исто така беше поставен од него во Копенхаген минатата година. А верувам знаете дека шампионите немаат време за одмор, па од причина што Дарио сега е во Холандија, каде се рехабилитира и таму ќе продолжи да тренира. Тој денеска не е во нашето студио, но за тоа како успева да ги постигне овие успеси и да испише историја во македонската атлетика, ќе зборуваме со неговиот пред се голем пријател и тренер, а тоа е Игор МС Јакимовски. Овој човек е војник, офицер, но активно се занимава со атлетика и дава голем личен придонес кон неа повеќе од 3 децении. И многу важно, успесите на Ивановски се една огромна мотивација која со години во Македонија можеби им недостасува на младите сили кои имаат предиспозиции да се занимаваат со атлетиката и затоа во студиото денеска имаме и една дама која е поранешна фудбалска репрезентативка на Македонија, но која има намера и е на добар пат да ги повтори, а дај Боже и да ги надмине успесите на Дарио. Со желба оваа емисија да биде една светла точка меѓу останатите вести кои деновиве веројатно не ни е пријатно да ги слушаме, ве канам да останете со нас на Телма. Националните рекорди и успеси во нашиот спорт се нешто кое што пред се треба да го вреднуваме, признаеме како такво, да се гордееме и радуваме, но секој пат тие се причина да ова биде еден нов мотив за се она што посакуваме или се трудиме да се случи во иднина, односно истите тие одново и одново да бидат подобрени. Веќе прочитав најави дека цел во нашата атлетика, односно овие трчање на долги патеки, сепак ќе бидат учества на Олимписките игри во Париз, а здравје и во Лос Анџелес. А како се тие проекции направени? Дали е реално во тоа да веруваме и дај Боже утре ден да се радуваме? Ќе слушнеме во продолжение. Значи, на моје голямо задоволство, во студиото имаме стратег, човек кој што многу ја сака атлетиката и дава се од себе буквално за да имаме подобри и подобри резултати, и една млада дама која што е дел од нашите нови сили во атлетиката и од која што очекуваме исто така да не направи горди. Добре дојде во Fair Play, им посакувам на Игор Јакимовски и на Теја Божиновска. Добре дојдовте. Добро ве најдов. Реков, чуден и тежок ни е реално овој период од една страна, но од друга страна не сакам да заборавиме или прескокнеме еден ваков успех кој што Дарио Ивановски го направи оваа седмица. На стартот ќе ви честитам и ќе ве прашам какви ви се вашите први чувства и впечатоци, веројатно малку спласна таа еуфорија, па сега реално ли ово што го направивте го очекувавте ли искрено или ова е нешто што ви ги надмина очекувањата? Најпрви да ви се заблагодарам на поканата, секогаш сум бил така да кажам истраен, да издржам после се ова што се случи, да дојдам да смогнам сили на вас да ви ја раскажам целата таа прекрасна приказна. Еве како што гледате и гласот ми е малце отиден, меѓутоа се надевам дека во наредните денови секој си дојде на свое место. Викенд кој што ќе го паметам цел живот, кој што е мојот убедливо највозбудлив, најпрекрасен, најсреќен и соодветно награден за целиот мој труд што јас го давам со години наназад. Секако дека многу пати сум доживеал вакво нешто, меѓутоа беше врв на мојата кариера како тренер и навистина денеска ќе ми биде вистинска чест да ви го прераскажам сето тоа. Значи сакам да кажам дека викендот кој што го поминавме таму, односно продолжениот викенд во Валенсија и оваа недела што се уште не е измината,
имам толку измешани чувства и сето тоа беше, за жал, паралелно случајно со онаа трагедија што се случи, која што ние за Вања дознавме пред влегувањето во авионот. Тоа беше некои 10 минути пред да влеземе во авион во Валенсија вечерта во 22 часот. И јас од тогаш буквално занемев и некои 2 дена бев така, воопшто не бев ниту активен на социјални мрежи, ниту ништо, едноставно тој го најавив и си го почитував дадениот збор, едноставно сакав да изразам сочувство како што долекува и навистина, еве и денеска кога сум тука, пак го имам тоа горко, ке го наречам, чувство, меѓутоа ќе се сложите, животот мора да продолжи. Ние мора да продолжиме на секое поле, мора да ги вратиме позитивните работи кои што се навистина стана реткост во оваа наша држава. Меѓутоа, еве добар момент да, нели, продолжиме понатаму со високо кренати глави во однос на тој случај, секако дека правдината ги си дојде на свое место, а ние ќе си дојдеме на нашето место каде што го имаме заслужениот статус и ќе продолжиме да ве радуваме вас, сите останати, и да бидеме под она што се вели национален успех, национална стратегија, ние што ја спроведуваме во доменот на спортот, нешто што е вистинско амбасадорство во светот и за кое што верувам дека сите се гордеете. Да, се гордееме апсолутно, затоа сум многу среќна што ја прифативте поканата. Дарио не е со нас за жал во студио затоа што е во Холандија, има малку заслужен одмор, рехабилитација, но како е тој? Ќе ни прераскажете какви беа неговите реакции, имаше ли вистинска среќа и одново дали тој самиот се чувствуваше дека си ги надмина тие некои условно лимити или не, беше нешто што некако веруваше дека ќе го направи? Ќе се обидам како на филмска лента брзо се да ви кажам од стартот, од завршетокот на Скопскиот маратон. Ние веќе бевме одлучни каде ќе го трча он маратонот на својот живот. Тоа беше Валенсија. Тоа е маратон кој што важи за еден од најубавите пред се, така е означен кај сите оние кои што се занимаваат со атлетиката, односно долгото трчање, маратонското трчање. Освен што е најубав, тоа кој ќе кажеме најубав, многумина ќе се запрашат зошто. Има импресивен старт, импресивен финиш, значи неверојатен град, рамни булевари широки, најголема маса на луѓе одат таму, трчат. Оваа година има 33.000 стартери, од кои што мислам дека успешен финиш има околу 27.000. Докажано е дека најбрз и светската елита, значи најдобрите маратонци доаѓаат токму на тој маратон. Ние го одлучивме тоа уште во септември и по завршувањето на Скопскиот маратон имавме 2 месеци за подготовка. Некој ќе се зачуди што значи 2, меѓутоа на вистина и тоа е премалку некогаш 2 месеци да се подготви вистински професионално за маратон. Тие 2 месеци крајно бевме одлучни да го постигнеме тоа што се очекува од Дарио, меѓутоа тоа беше и зачинето со она што се вели влез во олимписка година и самиот циклус за да се он пласира таму според она што во моментот ќе го може. Ние сме сепак држава која што нема атлетичар со олимписка норма. Сите знаеме дека стандардите за постигнување на олимписка норма многу скокнаа, значи од еден циклус во друг дојдоа до такви граници кои што се навистина невозможни, или во некоја дисциплина, само за пример ќе ви кажам дека само 15 до 20 можеби реално имаат олимписка норма. Конкретно во овој случај на маратон олимписката норма е со 2 сата и 8 минути, не знам колку секунди, не е ни битно, битно е дека испод 2:10. Тоа се страшни, значи перформанси за еден маратонец да ги постигне, односно треба да бидеш навистина од докажаните светски држави како Кенија, Етиопија или не знам некој еден, 20 тројца елитни европјани. Се спремавме 2 месеци. Дојде неделата, ние бевме се подготвени и каде ќе бидеме сместени и како ќе одиме. Значи ние заминавме во вторник вечер, среда сабајле веќе бевме таму. Замислете, среда, четврток, петок, сабота бевме во Валенсија, каде што ги направивме сите оние завршни тренинзи, каде што највеќе за маратонот се гради се јаката психа и каде што јас доста време потрошив со Дарио токму на тој момент, каде што разговаравме двајцата, каде што точно ги подесивме сите оние моменти што се потребни во главата. Сепак, иако Дарио е премногу, значи премногу и интелигентен и премногу ќе го наречам она ладен за да настапи, значи не се плаши, тој влегува во дуел секогаш, меѓутоа пак сепак треба некој значи да биде со него да му ги покаже тие уште еднашка работи, тој да ги едноставно
потврди, така ќе наречам, и да стартуваме со смирени и ладни глави. И секогаш му велев, ти стигна до моментот кога дефинитивно 100% мораш да веруваш сам во себе. Знаеш што имаш во нозе, јас знам што имаш во нозе, едноставно само покажи го тоа. Да се потврди. Да. И ми текна на крај да го мотивирам на мој начин. Му викам за една наша маратонка од Балканот што има истрчено 2:23. Му викам, нели ти е срам, бе, викам да завршиш 2:5:16 на 2:23. Ќе тепаш 4-5 километра испод 2:14. Така беше мала шала, нели? И он вика, па да, вика управо, па тоа е тоа. И дента имавме малку пех околу заминувањето, хаос у градот, гужва, со метрото имавме проблем, едва такси најдовме и малку, да ви кажам, ме фати паника, меѓутоа Господ бил секогаш со нас, така да стигнавме на време. Малци имаше проблеми со шпанците таму, не се многу ни замарат на англиски јазик, се само го имаат они стигнато тој левел на најврвен маратон и сега знаете, вие сте најдобри и сега немам потреба многу, нели, да губам време да ти објаснувам, а прашуваш културно. Во ред, не дека они не се културни, меѓутоа едноставно и они премногу луѓе се и немаат време на секого да обрнат, а не гледа дека Дарио има елитно бројче, он беше со елитен статус таму, се снајдовме таму и влеговме некои 5 минути по затварање на вратата за елитни тркачи. И таму внатре само тие 150 што се најдобри во светот, он беше во тие специјални боксови, се подготвивме, се загреавме и јас заминав, се разделив со него, требаше да отидам на некоја попатна точка договорена, меѓутоа верувате таков хаос ја не можев да излезам од никаде. Со заградени огради, за околу згради, се тоа е страшна и не можеш да се движиш меѓу таа толпа. И готово беше пресеков, останувам тука, он знаеше, тоа ни беше планот бе ако не се појавам јас. И го пратам лайв. И тука доживувам страшни моменти за кои што можам 3 дена да расправам. И едно време се загуби малце тоа пратење на апликацијата околу 35 километра. И се не знаете што се случува. 30 и 35 не му ги вади прелазите на 30 на 35, ја помислев дека откажан. Верувате дека бев у тешка агонија едно 5 минути, додека не направија они рефреш, не јас рефреш, сите правевме рефреш, меѓутоа не ги вадеше, да. И на крај свативме на 40 километар не само што тој е уште во игра, туку тој оди уште појако. Значи според километрите што му гледав, тој појачувал до крај. Завршува маратонот, договорено место имавме на чекање, ете го излегува. Тоа беа страшни емоции. Добро прашање беше дали искрено беше он среќен. Јас ќе ви кажам, тој плачеше од радост. Значи 3 минути плачеше. И јас признам дека ја пуштав солзи радосници. Тоа беше неверојатен момент, толку измешани чувства, толку се. Само тоа што го кажав и по социјалните мрежи, он додека тука го доживеавме тој, така да го наречам, емотивен крах, само рече, ова е тоа за што ние 9 години работевме, гиневме. Значи, пазете што, врвен резултат. Значи, он конечно ја покажа неговата европска класа. Значи, тоа е европска класа, врвна европска класа, 2:11. Сега некако отклучување на некој нов левел, некако така. Значи, со тој резултат, само да ви кажам дека порано се освоиле медали на Олимпијада, се освоиле медали на европско и тоа со последни резултати. Која биле поинакви лимитите. Да видите само колку е тој страшен резултат. Заминавме, се средивме, излеговме од апартман, имавме неколку сати време на аеродром да се освестиме и до ден денеска ние се уште не реално, ама ќе ви кажам, он имаше сигурно резултат во за 2:14, тоа ние го знаеме. За 2:13 да спушти на кај 2:13 и евентуално нешто испод, тогаш требаше да му се погодат групите за трчање. Кога трчаш во група е многу полесно. И тоа му се има погодено и на крај тој има забрзано за да влезе испод 2:12. Браво. Воедно на нашите професионални испитувања, кои што се сега нели врвом медицината, со најсовремени стручњаци, имавме добиено дека одговор од нив стручен дека тој може да трча од 2:11 до 2:12. Тие не грешат, само да ви кажам, меѓутоа пак маратонот е таква дисциплина кај што мора сега да се поклопи. Дури знаете што ми рече? Сега сум спремен и ти ветувам, вика дека ќе се борам за медал на европско. За медал на европско. Тоа беше страшно да го чуеш. Не мора да го освои медал. Меѓутоа да се осудиш ти такво да кажеш нешто. Тоа верувате дека е стварно за почит. Тој став. Ќе дојдеме до тој момент како од сега натаму, нели? Затоа што сигурно нема да биде лесно. Теа прво ќе ја прашам каде и како го следеше сето ова. Верувам дека имате директна комуникација, вие сте тим на некој начин, но како беше еве од страна да се следат резултатите и најпосле да се види што направи Дарио во Валенсија? Дарио е за нас, младите и за секој друг атлетичар во Македонија една инспирација и мотивација, поттик за тоа се што го прави. Ние
мислам дека месец дена унапред со тренерот едве чекаме Валенсија, ајде Валенсија, Валенсија. Тоа утро станувам, истренирав и доаѓам дома и чекам спремна пред телевизор, сестра ми, мајка ми, другарка, сите пред телевизија. Чекаме да почне, цел маратон го изгледавме нормално. Браво. Тренерот ми звони дека беше тешко, нели, во преносот ги даваат најчесто првите од машката група, од женската и ми звони 2:11, 2:11, урламе се, верувам на камера. Браво. Преубаво чувство. Не ни се веруваше. Ние кога се враќавме од Белград, разговаравме и тренерот ми кажа 2:13, 2:14, тука негде. Ова е уште подобро. Тоа, ова што го спомена, јас го кажав и во најавата, таа улога на мотиватор што Дарио ја има, а тоа е последица на долгогодишна работа, е нешто исто така многу важно, затоа што низ години веќе се согласите, многумина се оние кои можеби се откажале од X причини. Еве сега една некоја звезда водилка дека се може, иако не е лесно. Теја сакам уште малку околу твојата приказна, беше неколку години или долги, можеби години, фудбалерка. Да. Тоа ти беше она примарно занимање во поглед на спортот, меѓутоа се случи, ќе го потребам тој збор, свич, да, промена. Да. Зошто? Фудбалот ми е прва љубов и искрено беше тешка одлука. Ке трчам, јас секогаш си трчав и додека играв фудбал, ке излезам, ке истрчам. Меѓутоа, после Скопскиот маратон, на 5 километри трчав и така ми се смени целото размислување. Многу ми е попредизвикувачки, адреналинско да се надминуваш сам себе од трка во трка, од тренинг на тренинг и дека доаѓаме од исто место, од општина Илинден. Му пишав на тренерот, јас дефинитивно сакам да трчам и од тогаш седнавме, разговаравме и почна посериозно приказнава. Многу, сепак е многу мал периодот од неколку месеци во кој што ти, да речеме, со попрофесионален пристап кон трчањето си, меѓутоа и покрај тие малку месеци веќе имаш резултати што се еден и повеќе од добар старт. Што е најважно од тоа? Скопски маратон го спомена, Белград, нешто што ти се случи што сепак е голем успех? Како помина таму? Бевме на Белградскиот полумаратон, се одлучев нели за 10 километри. Беше преубаво чувство да настапуваш на таков настан, таква еуфорија, луѓе те мотивираат од страна, времето ладно, -1 степен колку беше. Ние ќе трчаме, се мотивираме уште тука на стартот. Да не беше тренерот, не знам, за секоја трка, секој слободно време, секој тренинг го посветува на мене и мислам дека тоа е клучно за мојот успех во овие 2,5 месеци. Добро, значи во Илинден заклучивме дека некако специјален е воздухот во поглед на атлетика и трчање, но сега малку посериозно. Во минатото, колку повеќе од 3 децении го правите ова? 32 години. Ете така. Знам, сте помогнале на многумина. Дали само со совет, дали со поинтензивна соработка и така натаму. Меѓутоа, не со секој човек можеме да имаме вистински добра релација, разбирање и да бидеме до крај фер соработници и пријатели, а сепак да се задржи таа комуникација на тренер и некој кој што ќе ги послуша советите на тренерот. Има ли нешто што е клучно за вие да одлучите, да, сакам на теа да ја помогнам, што е тоа што го препознавате во овие луѓе, што е за вас тригер дека целата ваша енергија и знаење ќе им ги дадете? Јас сега ќе ви кажам најточно и најпрецизно, може и тоа теа да го потврди, ќе ви го потврдат сите што работеле со мене и сакам да биде како една водилка за сите оние кои што сакаат да тренат по мојот пат. Најпрвин треба да си човек. Јас поаѓам од тоа. Цел живот сум бил човек пред се, па се останато. На ниту еден мој атлетичар до сега му немам наплатено ништо, како што прават многу тренери во светот и однапред тие договараат процент или договараат парична надокнада за целата таа посветеност. За да не го прифатиш ова сам за себе дека така ќе играш, треба да ја сакаш атлетиката.
Јас ја сакам. За мене успехот во атлетиката на мојот ученик е најголема награда. Верувајте дека никогаш во животот не сум бил материјалист, напротив сум бил голем хуманист и сакам да помагам на сите. По тоа ме познаваат луѓе. Сите тие мои особини ме натераа јас до ден денеска да не го сменам тој став. Воедно, може и таа да ви потврди, јас имам голем круг на луѓе кои што мене лично ми помагаат за да ја успеам со нив. Со секој што сум почнал, од мене добил се што е потребно за атлетиката. Значи, дури се сеќавам на теа кој ги земав сите можни патики, што се во моментот врв, таа ги гледаш и остана без зборови, значи таа само ги гледала на телевизија и се навистина тие патики сега за да ги имаш, треба не знам што да направиш, да работиш еден месец за нив за еден пар патики. Баш буквално така. Меѓутоа, ви кажав пред малку, со толку круг на луѓе што уживаат во тоа што го правам во мојата мисија, мене никош не било проблем јас нив да ги обезбедам. Треба да си тотална жртва за некој свој атлетичар за да успе. Во овој момент, јас за неа жртвувам 3 работи. Слободно време, тренинг на нејзино ниво и трка на нејзино ниво. Јас знаете дека се уште сум активен, меѓутоа јас паднав од прилика скала до скала и пол на нејзиното ниво за да ја кренам нејзе да стигне до моето најврвно ниво, за потоа да ме помине и мене. Сега за сега се оди така. Тренинзите исто така ги поставуваме, заедно ги работиме, за да она ги научи и некојаш само да ја сеам да кажам тоа да работиш и толку. И трета работа на трките, каде што јас 5 трки, го знаете тој термин, зајак, пейсер, значи и ги подесив трките се да ги издржи на тој ритам и стигна до првиот меѓународен успех и стигна до Балканско првенство, каде што го носеше прв пат репрезентативната. Самиот кажавте на почетокот од овој разговор, елитните тркачи се, да бидеме објективни, далеку од нас, односно нивото кој што го има Македонија. И многу други земји, не само Македонија. Значи, начинот на кој што атлетиката се движи и напредува е реално енормно брз. Што значи дека тие луѓе кои што се најстручни во овој свет, енормно брзо ги менуваат нештата, ги следат трендовите, се прилагодуваат на сето тоа, за да дојдат до врвни резултати. Како вие тоа го правите, во смисла, многу често тоа го слушам дека вие немате диплома од ДИВ, па дека не сте стручен или дали сте стручен за ова што го правите, но сепак на крајот резултат е резултат. А резултатите се ваши и на вашите надпреварувачи. Јас дефинитивно сум стара школа во атлетиката и тука нема бегање од тоа. Втора работа, секако дека ако си стара школа, не застануваш тука, туку одиш понатаму. Колку е лесно денеска да истражуваш, покажува интернетот. Значи, буквално со еден клик отвараш милиарда програми можеш да отвориш и тоа на многу познати атлетичари, така? Ако се правиш многу, така ќе наречам денеска, паметен во атлетиката, може само да правиш копи-паст и да се правиш ти дека си тој, така? Односно да менуваш само букви или не знам што. Не, напротив. Ти тоа треба да го земеш во предвид, треба да земеш во предвид што работеле сите останати, треба да бидеш во постојана комуникација со тие кои што се докажани и врвни тренери на Балканот, а јас тоа го работам. И најважното за мене, треба да го познаш твојот атлетичар. Не можеш ти да му правиш копи-паст од било што или да му споделуваш или еве го ме бара, ај сега ова ќе му пишам. Секој е приказно за себе. Кај мене четвртина до петина од меморијата во компјутерот е фолдерот на Дарио. Значи таму имате во фолдерот уште 100 фолдери внатре, каде што буквално се има инфо, се има статистика за Дарио, се е забележано, се е прибележано, секој тренинг, секоја трка, ма до секунда до се. Јас таа архива ја чувам и во тврда хартија и некогаш во еден музеј јас ќе ја дадам. Нека остане, нека ја гледаат сите. Комуницираме со врвни докажани атлетичари што стигнале до тронот. Значи, цело време сме со нив во комуникација, сме биле заедно на подготовки, цело време разговараме, споделуваме најновите, значи, методи на тренирање, со се она што се истражува околу нив, со најспецифични лабораториски буквално истражувања. Значи, тие денеска убаво ги викаат
и викаат као хемичари, значи зима со твојата крв он игра цело време. Разбирате? Значи до тоа стигот. Ние секако дека во Македонија немаме таков човек. Ниту јас, ниту имаме. Да, затоа и сега доаѓаме до тој момент диплома, не диплома. Замислете колку е тоа мизерно при ова се ние што го збориме, при се што се случува во светот, да дојдеш до тема дека тоа било битно од кај си имал диплома. Да. Вака само ќе ги натераш сите тие кои што заради X причини те кочат и не те признаваат, ќе ги натераш сите тие да истражуваат како доаѓа тој резултат. А тие никош нема да го признаат тоа. Тоа е само поради еден вид на спортска љубомора, која што е веќе евидентна и докажана. Знаете што ќе ви кажам? Во моментот сега апсолутно не ме тангира и порано малку не ме, ама сега со овој резултат како да ви кажам, ми е испод секое ниво и шест да се... Апсолутно, неважно е на крајот од денот, така. Знаете што, не сакам, дури смешно ми е. Тоа сега јас го гледам вака скроз доле, ме разбирате? Јас гледам сега таму кај што мене ми се вуват од цел Балкан и од Европа некои познати луѓе што се влезени во европскиот борд на атлетиката и каде што тие ми го барат Дарио секаде да го видат. А на вистински пат сум со неа, вие пред нас отворивте темата. Да. Напредокот кој што она го прави за многу брзо време, да. Сега ќе ви кажам, е подобар од на Дарио напредокот. Значи, зборувам за првата сезона кога почна Дарио. Така. За малку е подобар и сега ќе видиме во сезоната во сала кога ќе влеземе, ако ги ја помине граница од оние 900 бодови по таблица на World Athletics, што е норма за настап на Балканско сениорско првенство, тогаш она ќе се буквално изравни со Дарио како он напредуваше во втората сезона. Да. И илјадарката, што е фамозна бројка на бодови освоена за подисциплина, ако ја освои до крајот на наредната сезона, а јас мислам дека сме на дофат, тогаш она ќе биде Дарио 2. Има ли до ден денес по некој пат страв во поглед на тоа кога се обидувате да ги надминете тие лимити, по-конкретно? Значи, вие си на некој начин играте, до некаде можеби експериментирате на моменти со телото и умот на тој надпреварувач. Дали нештото ќе може да го издржи, да го подобри? Знае ли тоа да биде опасна ситуација? Добро прашање. Атлетиката е многу тежок спорт. Спорт кој што некогаш некој ќе ви каже прво у главата, после у нозете. Јас дефинитивно тоа највеќе го работам и највеќе разговарам и еве може и теа да ви каже колку ние повеќе разговараме за атлетиката од што тренираме. И секогаш кога малце јас ќе го кренам тонот на кај неа и кажувам. Не го кревам јас затоа што сум го кренал од ти ми сметаш или не знам нешто ми. Јас го кревам тонот за да ме разбереш подобро да го сватиш тоа дека. Да. Значи, секое мое кревање на тон сакам да ти помогна. Првиот момент кога ќе приметиш дека јас тонот го кревам заради друга работа, слободно кажи ми, слободен си. Пријатно, да. Да. Значи, треба да ми кажеш секогаш едно благодарам кој ќе го кревам, зашто секогаш за доброто на мојот атлетичар ја мислам. Значи, кога кажам не тоа, не. И што велите дали ќе има страф од неуспех, секогаш има. Знаете зошто? Затоа што кога ќе ве фати стомачен бодеш, ти застануваш, не можеш да трчаш веќе. Тоа е толку неконтролирана работа, толку може на секого да му се случи и сме гледале од светски рамки дека се случува на појот. И никош немаш тоа да го предвидиш. Кажав еден пример. Да. И трчаат на трка, најдобар си и одеднашка у таа гужва има судар, контакт меѓу атлетичарите, ја мава едната ногу, другата и паѓа доле. Да. Значи тоа се случува. Замислете, се спремаш 3 месеци за светско првенство, заминуваш и ти се случува тој пех. А ти си спремен да освоиш, например, еден од 3 медали. Значи, тоа е токму одговор на ваше прашање за кој што ние сите сме спремни и стално го елаборираме тоа. Значи, тоа се вежба и се тренира за да бидете подготвени. Значи, секогаш кога ќе имаш таква гужва, мораш да мислиш прво на тоа, после на тактиката на трката, зашто навистина се случува некош на патека да дојде до гужва во кривина. Јас уживам во тоа да ги гледам моите ученици како тие самите тоа самоволно го прават, се едуцираат, истражуваат и некогаш јас останувам нем кога тие ми кажуваат што се нашле, прочитале. Да, така треба да биде. И јас се признам дека од нив можам нешто да научам, како на пример од Дарио, што Дарио до тој степен стигна да ќе видите за неколку години, дај Боже уште да остане во атлетиката на ова ниво, меѓутоа ако ќе
заврши неговата кариера, ќе видите он кој фактор ќе биде за спортот за гледање. Потоа да придонесе. Значи јас тоа ви го гарантирам што сега ќе биде најуспешен тренер што можеби на Балканот немало така. Да, знам, ги знам тие информации дека е посветен, дека се интересира и да. Кај теам сега сакам да направим уште малку паралела, рече дека ова е нешто што те предизвикува, што можеби ти нуди поинакво доживување адреналин, но што можеби од тие почетни лекции и соочување со овие дисциплини ти беше најтешко? Јас уживам во долгите трчања, 12, 15, 20 километри, кога ќе ми даде таков тренинг, уживам. Меѓутоа, кога на почетокот ми беше многу страв за тренинзите, еве баш сега разговаравме, нели за неуспех, на пример, дали јас ќе го издржам тој тренинг. Со тренерот цело време трениравме, тој ме пејсаше напред пред мене, јас позади него на интервалните брзите трчања. Меѓутоа се случи да има маратон или армиски маратон што замина и ми пушта тренерот тренинг дека треба да работам интервали, јас треба сама. Јас 3 дена ги мислев тие интервали, како ќе ги истрчам, дали ќе можам, нема да е тренерот пред мене, ќе треба сама. Тие ми беа на почетокот најтешки, меѓутоа кога еден тренинг ќе го погодиш до секунда, тогаш е радост и онма споделувам информации со него, му се јави. Можеш, нели, сам себе да си докажеш. Тоа ми беше на почетокот најтешко, таков тренинг сама да го склопам, да го да го завршам и се тоа. Колку пати на ден тренирате? Има правило? Дали еднаш или повеќе пати, 2 пати, на пример? Па најчесто 2 трчања имаме во текот на денот, да, утрински тренинг, а припрема за главниот тренинг по план. Во Македонија знаеме не само за овој спорт и за другите спортови да ги коментираме, ама малку радикални да не бидат коментарите во поглед на резултатите, односно на нашиот ранкинг на светска или европска или балканска листа. И сега ве конкретно и во Валенсија или пред тоа, нашите надпреварувачи на тој генерален ранкинг не можат да бидат во топ 5 и топ 3 и топ 10, туку се на 50 и некое или и така натаму место. И кај нас јавноста знае да рече што направи Дарио, 50 и некој таму завршил. Сакам да го разјасниме овој момент, затоа што не можеме конкретно во атлетикава така и со таков став да гледаме. Ние сакаме, дај Боже да имаме ние прв во светот, но може ли да објасниме со кои очи едноставно и низ која призма треба да го доживуваме секој еден резултат на наш атлетичар? Еве, ќе зборуваме конкретно за овие дисциплини. Значи, во овој спорт само се зборува со факти. Ако можеш да ги разбереш фактите, тогаш немаш проблем. Ако не ги разбираш и фактите, тогаш дефинитивно имаш проблем. Јас само сега ќе кажам факти. На стартната линија во Валенсија имаше 150 елитни тркачи, маратонци. Значи 150. Тие се со специјална покана на домаќинот и од тие 150 некаде мислам дека имаше околу 15 до 17 што можеа да остварат олимписка норма, односно да истрчат испод 2.08 и мислам дека истрча само 2.13. До 15 максимум, сега не знам точно. Под 2.08, да. Тоа е светскиот крем, најдобрите во светот. Дарио по рангот од тие 150 елитни тркачи беше на 125-то место. Затоа ја доби стартната бројка 125. Значи тие се наредени по најдобро време до 150-то место. Дарио од 125 рангиран освојува 50 место. Што значи тоа? Значи тоа многу кажува. Тој да скокне само 10 места до 115 место исто многу кажува. Втор момент, зборуваме дека Македонија има национален рекорд во маратон 8 децени, значи 80 години, најдобар резултат 2.18.10. И сега го слушаш 2.11.53. Да. Порано, пред 8 години, 7 години, нормата за Рио де Жанеиро Олимпијадата во Бразил беше 2.17. Сега Дарио има 2.11. Во Македонија, во досегашната историја, само Ване Стојанов има 1110 над 1100 бода. Врвен резултат. Добро. И он го поминува за 19 бодови. И он е прв и на таа вечна ранг листа во Македонија, то енорно скокна, плюс 19 бода. 19 бода на таа бодовна граница е многу. На над 1100. А ќе ви кажам за пример, светските рекорди се на 1300 бода. Или во овој случај Дарио
една 10 минути до светскиот рекорд. Ама за маратон зборим. Да, значи трчање над 2 часа. Така, Што така. значи он има уште простор за прогрес и може да се доближи многу. Значи многу, може да се симне до 2:08, меѓутоа за тоа е потребно и вие ме прашате како ги достигнуваат тие резултати. Јас ќе ви кажам како. Како? Цел тим стои позади него, еден куп спонзори, се му е обезбедено и се оди во Кенија, си тренира 3 месеци и доаѓа само на еден маратон. Додека ние тука, без ниту еден атлетски стадион, цела историја, оставете го градски, тоа не е атлетски. Да, не е во вистинска смисла атлетски, Тоа апсолутно. е фудбалски. Да. А тоа што има тартан патека и што нас не условуваат веќе од 10 години, веќе ние преку глава не ни одиме. Дарио треба да дојде на Европско првенство во Берлин 2018, они го враќаат. И вика како да настапам кога ме враќаат. Тие него ни разбираат дека И вие тоа често тренирате надвор од нашите граници. секогаш така тренирам. Значи, јас изигравам се можно во тој тим, јас лично сам, и сам кувурам се снаоѓам за да го одржам, за да го мотивирам и он за да опстане во атлетиката без да биде вработен. Но важно е дека успевате во тоа. Тоа е За убавиното. жал, добивам знаци дека времето ни истекува. Ова ќе ми биде финално прашање и сакам да ги видиме вашите тетоважи, затоа што имаат приказна. Прво, од каде таа идеја и зошто за вас лично беше значајно Дарио да се најде на вашето тело буквално и тоа да биде нешто видливо до крајот на животот, што се Ваква вели. ситуација не сум имал во емисија до сега. Ме изненадивте пријатно и сега можам да ви кажам вака, а дај да не ги покажам вака, меѓутоа јас со гордост и ќе ви ја раскажам приказната и ќе ги покажам. Ќе мора само во кратки црти, во Да. Добро. Едната е од медитеранските игри во Тарагона, еден фотомомент, кај што Дарио истрча на 1500 метри страшен резултат и влезе во финалето. Тоа тогаш беше едно големо кревање за мене како тренер. И вториот му реков ќе направам уште една тетоважа со тебе доколку станеш балкански шампион. И тој не да стана балкански кога отиде, ги растури цела група, ги тепаше преку 5-60 метра на 3000 метри. Беше убедливо прв и јас се останав на ветувањето и верувате дека уживам во тие две лузни што ги имам на мене, затоа што за мене тоа е на некој начин некој си се во животот и никогаш нема да речам зошто. Да, добро, дајте, така. Ова е од кој стана балкански шампион, ова е он со рацете кренати и ова е од медитеранските игри, со неговите иницијали Дарио Ивановски. Браво, ви посакувам уште многу успеси да имате во иднина, искрено. Верувам во вас, навистина верувам во вас. Завршуваме, теа дали сега за нешто се подготвува во моментов? Конкретно? Имаме веќе пикирана трка над преварување или сега имаме само класичен тренинг со цел да напредуваме? Како? Се подготвуваме, најверојатно следната недела заменуваме на подготовки. Добро. И за сезоната во сала ќе се спремаме. Сезона во сала. Да, индор. Добро, ќе дојдете се надевам повторно овде, кога ќе има конкретни финални подготовки за некое ново надпреварување или дај Боже со нови рекорди или нови успеси. Добро здравје, најважно е тоа. Ви го посакувам од срце и да се видиме за убави работи повторно. Ви благодариме многу. Многу ви благодарам. Мене искрено пребрзо ми истекоа овие минутки. Се надевам дека и Дарио наскоро ќе го имаме овде во студиото, па лично да ни пренесе како сето ова оди. Но благодарна сум на овој разговор и уште еднаш кажувам во период кој што навистина не ни беше убав на сите нас. Еве сепак да кажеме дека имаме причини и мотивација и да се чувствуваме и добро и гордо и да бидеме мотивирани за што и да правиме во животот, да го правиме најдобро што можеме и да постигнуваме со тоа добри резултати. Ова нека биде поттик за вас и покана и за точно 7 дена во овој термин да бидете повторно со нас на телевизија Телма. Од мене довидување.